група християни решиле да си организират едно пътешествие низ светата земја. И чуле дека таму живее некој многу посветен христијанин и многу мудар старец во исто време. Тој човек бил и посветен на Бог, но и бил многу мудар. И го нашле, всушност се наша неговата кукерка или колипка, влегле внатре и се радувале што може да бидат во присуството на тој човек. И го прашале, зашто виделе дека внатре има само стар кревет, една масичка, столче и еден шпоред за готвење и за грејење во зима. И го прашале кај му е мебелот. И човекот ги прашал, а кај е вашиот мебел? Тие се збуниле, се насмеале и рекле, па ние сме патници, патуваме, нема да го носиме мебелот со нас. И тој рекол, па јас исто така правам. И јас кога сум на пат, не го носам мебелот со себе. Тоа сакал да им каже дека ја живее библиската вистина, според која ние сме патници на оваа земја. Патници кои патуваме кон една вечна дестинација, патници кон вечниот дом во Божјото царство, каде што живееме, ќе живееме во целата вечност. И верувам, веќе претпоставувате дека ќе говориме за животот на патниците или пилигримите. Живот, христијанскиот живот како живот на патешественици. Тема која не е многу присутна во христијанството и не е многу популарна, можам да кажам. На оваа тема нема многу проповеди, нема и многу книги, иако најпродаваната христијанска книга, ако не ја вклучим Библијата овдека, е Патешественикот на Џон Бањан или Патувањето на христијан, едам како да преведам. Таа е најпродаваната книга и се занимава со оваа тема. Вистината е дека ние христијаните, овдека, не само ние, посебно ние христијаните, на оваа земја сме само патници, патуваме. И затоа треба на животот на земјата да гледаме како на едно патување по странска земја. Така некако апостол Петар го представува нашиот живот. Кога патуваме во странство, може тоа патување да е возбудливо, пријатно, меѓутоа никој на тоа патување не организира некои долгорочни планови за самото патување. Зашто знае дека патувањето е кратко, има почеток и крај. И самата помисла дека патувањето е нешто краткотрајно, нешто привремено, не обесхрабрува во подготовката на некои такви планови. Не пуштаме корења во оние места кои ги посетуваме. Иако е тоа реалноста за животот, сепак, како христијани, оваа представа, оваа идеја не е многу присутна. Оваа идеја за животот како патешествие не е многу популарна, зашто ние сакаме да живееме овде и сега. И нашиот живот е исполнет со подготовка на планови за решавање на проблеми на земјата и за организирање на животот на земјата. Нашиот живот и нашите планови се исполнети пред се со решавање на лични проблеми, кариера, семејство и така натаму. И тоа не е проблем, не е ништо лошо. Лошото е во тоа што толку многу се присутни сите овие теми во нашиот живот, што целта, главната цел, а тоа е животот со Бог во Божјото царство на небото, излегува надвор од маргините на животот. И идејата дека ние патуваме кон една главна цел отсуствува, бега од нашиот хоризонт. Се да не бидам разбран прогрешно, треба да се насладуваме и треба да го организираме животот. И за таа тема апостол Петар говори во следниот пасус,
kada što govori za покорување на властите. А овдека ни дава до знаење дека не смееме да ја загубиме од предвид нашата вистинска цел на патувањето. Тоа не значи дека не треба да се насладуваме на земните благослови кои Бог по милост и благодат ни ги дава. Бог ни дал семејства, ни дал прекрасни браќа, сестри, ни дал прекрасна заедница, на некои прекрасна сопруга, сопруг, прекрасни деца, прекрасна работа, кариера, ни дал дома се што ни треба и така гледајки, нема некој меѓу нас кој гладува. Дури можам да проценам дека сите имаме малку повеќе од колку што ни треба. Имаме облека, имаме покрив. Бог не благословил и ние треба да се радуваме и да благодариме за тоа. Меѓутоа, треба да имаме во предвид дека сето тоа што Бог ни го дал е како средство, синоќ ќе говоревме за тоа, средство кое треба да го потребиме за постигање на целта на патувањето. А тоа е нашата врска со Бог, тоа е нашата врска со Божјото царство, тоа е нашиот живот во небото во целата вечност. Синоќа на машкиот час кој го организиравме по повод денот на влюбените, се шегувам, така се падна. Се некои празници не се паѓаат кога се собираме. Многу од нештата што ги дискутиравме за сега темата што ќе разгледуваме оваа вечер. И зборевме за целта во животот. И зборевме за тоа дека за нашата грешка што ја правиме многу пати, обично ја правиме, средствата што Бог ни ги дава, ние сакаме да ги направиме, да ги прифатиме како цел. И не може средството да биде цел. Сегаш кога средството ќе го претвориме во цел, ние губиме цел. Зашто средството не може да биде цел. Не може образованието да биде цел. Цел треба да биде реализацијата во животот. Па дури и тоа не е цел. Секоја цел што ние ќе издигнеме како основна во овој живот, што се ограничува во овој живот, не е вистинска цел. Дури најдолгорочните цели во нашиот земен живот треба да служат како средство за постигање на основната цел. А тоа е нашиот живот на небото, во вечноста. Зашто ние сме тргнати натаму. И целиот наш живот, всушност, од раѓање до смрт е средство. Нашиот живот е средство. Земниот живот е средство за подготовка за животот на небото. Бог ни го дал овој живот на земјата, во кој се подготвуваме за она важното што предстои по смртта, животот на небото. И ако ние така не го гледаме на земниот живот, нема да имаме вистински живот на земјата. И нема да имаме доволно мотивација да устоиме на сите искушени испитања кои ни стојат на патот кон постигање на вистинската цел. Ако некои други цели не водат во земниот живот, кога ќе дојдат искушенијата и испитанијата, нема да останеме на вистинскиот пат. А вистинскиот пат е кон еден повозвишен живот во Божјото царство. Смртта е преминут од ова средство што Бог ни го дал, земниот живот, кон животот на небото. Ние, трудејки се животот на земјата да го претвориме во нашето вечно царство, се обидуваме по секој цена да одложиме и по секој цена да одбегнеме смртта. А смртта сепак е преминот кон оној вистинскиот живот за кој Бог и не создал. Ние живееме како патешественици, како патници, како гости, вели апостол Петар во овој текст. И за тоа ќе говориме ова вечер. Животот како гости, или како патници, или како пилигрими. И тука само едно обяснување. Што значи пилигрим или пилгрим? Прво, тоа се некои доселеници од Америка, но добива духовно значење во англиската литература. Ако земете речник, ќе видите дека тоа се луѓе кои се движат, верници кои се движат кон свето место. Или аджии, така, по турски кажено, по нашки. Го има тој збор меѓу другото и во нашиот речник, ако отворите
на интернет и побарате македонски дигитален речник, го има и таму тој збор, не е пилгрим, пилигрим, или пилигрим. И ако побарате таму дефиниция, пишува богомолец кој патува, без да биде насочена целта. Друг превод, друг збор е патешественик, за тоа што патешественици тоа е поопшт термин. Патешествие е авантура, во која може секој да се вклучи. И затоа го одбрав зборот пилигрим, зашто тоа се богомолците кои се движат кон светото место. А нашето свето место е небесното царство, каде што Бог управува реално и каде што ќе имаме реален живот, реалното Божјо присуство. И ако можеме така со една реченица, сложна реченица, со неколку прости реченици, да кажеме што ќе збориме ова вечер, ова е вака представено. Значи, и ако некој ве праша за што сме зборили ова вечер, треба тоа да го помните. Збориме за животот на пилигримите. Тоест, треба да прифатиме пилигримски менталитет, ќе видиме што е тоа, менталитет на гости. Гостите се живеат со свој менталитет. Кога одиш на гости, имаш друго поведение, кога си домакин имаш друго поведение. Ние тука сме гости и треба да живееме како гости со таа представа за себе, со тоа сознание дека сме гости и патници. Патникот живее со патнички менталитет. Тоа е првото. Второто, пилигримите водат војна. Една војна до крајот на животот. Пилигримите имат поведение кои треба да го негуваат додека патуваат овдека на земјата, т.е. до крајот на тој живот, и има еден ден што треба да го помнат. Тоа се 4 нешта за кои ќе говориме оваа вечер. Пилигримски менталитет, духовна војна што се војува, поведение што се одржува и ден што се помни. Ајде да видиме, текстот го прочитавме веќе и почнеме со првото. Пилигримски менталитет. Возлюбени, ве молам, како придојдени и гости. Бидејќи сте предојдени и гости, вие треба така да живеете. Имајте наум дека сте придојдени и гости на оваа земја. Живеете со тоа сознание дека сте придојдени и гости. Така гледајте на себе, како на придојдени и гости. И тоа не само што сме гости, туку сме гости на непријателска територија. Синок и таа тема беше зачната, дека дека животот на земјата до милениум, до 1000-годишното царство е живот во неправда. Живееме во еден зол свет, кај што царува неправдата. И затоа ние сме тугинци и гости. И кои се тугинци и гости? Ние сме тугинци и гости. Зошто? Ќе видиме. Значи, нашиот идентитет не се извлекува од овој свет, туку од врската со Бог и со Неговото царство. И во основата на нашиот така тугински менталитет лежи љубовта на Бог. Апостол Петар почнува со обраќањето возлюбени. Значи, им се обраќа како на возлюбени и со тоа ги подсетува на фактот дека ние сме возлюбени од Бог. Зошто сме тугинци и гости? Зошто сме биле возлюбени од Бог. Ако не бевме возлюбени од Бог, ние ќе си бевме домакини во овој свет. Разликата ја прави Божјата љубов. Како? Бог покажа љубов кон нас со тоа што го даде својот син, умре за нас, не избави од гревот, смртта, од неправдата, од злото и не направи дел од Неговото царство. И затоа ние сме тугинци и гости во овој свет на неправда. Ние сме тугинци бидејќи не припаѓаме на овој свет. А не припаѓаме на овој свет зашто Бог не возлюбил и не спасил, не избавил од овој свет на гревот. И затоа сме тугинци во овој свет. А гости сме зашто во крајна мера овој живот е ограничен. Има почеток и крај животот на земјата. И љубовта кон Бог е она основното што не мотивира да устоиме до крај секој искушение,
на ова патување, знаејќи по каква цена Бог не избави од овој свет, ние треба да се стремиме да издржиме до крајот на тоа патешествие и да стигнеме до она место кое сме се тргнале. Значи, затоа сме тугинци, затоа сме гости, и бидејќи сме тугинци и гости, ние живееме според не обичаите и принципите на овој свет, туку според други обичаи. Знаете, кога некој тугинец, кога некој човек ќе отиде во туѓа земја, тој не живее, колку и да се обидува, тој не може да живее според менталитетот, обичаите и разбирањата на таа земја. Тој се останува тугинец. Може заради домакинот да прифати некои правила, да прифати некои принципи. Кога одиме во Германија, кога бевме во Германија, не јадавме леп толку колку што јадеме дома. Таму имаше повеќе месо, ориз и компири. Ама кога се вративме дома, не затоа што не сакаме да јадеме месо, туку затоа што мораме да јадеме повеќе леп, се вративме на лебот. Ама кога одиш настрана, го јадеш тоа што таму ти го дават. До некаде се разбира. Така и животот како гости на земјата. Прифаќаме некои принципи, но не стануваме дел од оваа култура. И не само тоа, туку како пилигрими, како патници, ние не се врзуваме за оваа земја. Не пуштаме корени во оваа земја. Во умот сме водени од целта кон која се движиме. Така и со патувањето, кога ќе тргнеме на некое патување, може да правиме слики од природата, што ќе ја видиме, или од градбите. Можеме да вкусиме многу од нештата, но во нас има постојано сознание дека ние имаме цел на тоа патување. Има крај тоа патување. Пак ќе се вратиме дома. И затоа не градиме куки таму каде што патуваме. Не стануваме дел од државата, не земаме државјанство. Никој кој ќе отиде во Германија за 1 месец и не бара документи за државјанство во таа земја. Знае дека неговиот престој е лимитиран, ограничен. Не пушта постојани корени. Живеат патниците со транзитен менталитет. Така. Тие знаат дека се напоминуване само низ таа земја. И тој транзитен менталитет треба да го имаме и овдека на земјата, ако не сакаме земните приоритети да го заглушат до таа мера нашиот фокус, што ќе забораваме кај сме тргнале да патуваме. Треба да го зачуваме тој менталитет. Инаку, минатиот пат говоревме за обврските со кои не товари овој свет. Трчајки по рокови, по обврски, на крајот ние забораваме кај сме тргнале. Забораваме која е целта на овој живот. Забораваме дека животот е средство за постигање на целта, тоа да стигнеме до небото, Божото царство. Значи, ние сме придојдени и гости на оваа земја, насочени кон небото. Ние се движиме од земјата на мртвите кон земјата на живите. Ако го прашате обичниот човек, обичното разбирање дека ние живееме во земјата на живите и одиме кон земјата на мртвите. После смртта ќе се преселиме во земјата на мртвите. Вистината е дека ние сега живееме во земјата на мртвите. Зашто на крајен рок сите ќе бидеме мртви. Но на крајен рок, на еден подолг рок, ќе бидеме вистински живи во Божото царство. Ние сме сега осудени на смрт, преку кој што ќе отидеме во живот во Божото царство. И ние живееме всушност со таа надеж. И постојано се подсетуваме на таа вистина. Не остануваме за долго. 100 години. 100 години ќе бидеме на оваа земја, сите. Може би 110. Ама пак ќе има крај. И ќе ја напуштиме. Затоа сме тугинци и гости. Пилигримите војуваат вистинска војна.
да се пазите од телесните похоти што војуваат против душата. Збор што пазите значи да стоиш настрана, да држиш дистанца од некои нешта. А зборот пак војуваат е интересен, нема посебно објаснување, но граматиката е овдека важна. Тој збор значи, т.е. граматиката или глаголското време е продолжително, сегашно продолжително. Т.е. говори за војна која не престанува. Се води до крајот на животот. Не е војна од еден ден, од еден час, од една година. Нема крај. Т.е. крајот е смртта, таа војна. Војна со духовните, со телесните похоти. Кои се тие телесни похоти? Значи не се работи само за неморал. Тука влегуваат сите оние копнежи на корумпираната човечка природа, тоа сите себични стремежи на човекот. Човекот сам да се реализира, тој да се реализира, тој да се заштити, тој да биде сигурен, тој да биде задоволен. И тука се употребава власт, пари, моќ, тука се и задоволствата телесни, се влегува во овој збор што овдека употребен и е чест збор. Рековме уште во првата глава, честопати го употребува апостол Петар. Значи, сето она кон кое што се стреми човекот кон Бог, а човекот без Бог. А човекот без Бог се стреми кон задоволување на похотите, себичните нешта. Сега, апостол Петар ова го пишува не на луѓе кои живеат без Бог, туку на луѓе кои живеат со Бог. И им вели, вие ќе треба до крајот на животот да се борите со похотите на телото. Тоа значи дека кога ние сме поверувале и сме биле новородени, борбата со похотите не е завршила. Бог не ги ампутирал грешната природа од нас. Тоа значи дека, тоа зборевме преска спомна Славе, ако не грешиме, значи не сме луѓе. Дури и оние што поверувале во Бог, дури во нивните тела, грешните, себични копнежи војуваат да надвладеат. И дури таа војна не слабее со одминувањето на годините. Воопшто, тие похоти телесни не стивнуваат, не слабеат. Со годините ние само осознаваме колку е силна таа војна. Колку повеќе години натрупуваме христијански стаж, ние осознаваме колку гревот е силен во нас. И затоа продолжува до крајот на животот. Во вторник среда говоревме за Аса. За човекот кој го бараше Бог 35 години, наеднаш реши повеќе да не го бара Бог. И видовме како заврши. Во мизерија, голема мизерија. Во старост реши да го напушти Бог. И не само Аса. Има многу херои на верата во Библијата кои на стари години ги направија најголемите грешки. Еден Ное кој 100 години градеше кораб, брод, и дојде потопот и одмина потопот и отпосле се опи и ја изложи голутијата пред синовите. Давид кога го направил гревот со Вицавеја бил околу 50 на години, така како гледаме хронологиите. Езекија е цар кој, познатиот цар на духовната реформа, во староста се возгордеа. Затоа борбата, вели апостол Петар, е постојана. Како пилигрими ние војуваме овдека на земјата. До крајот на животот војуваме. И не престанува. Реков за Георг Милер минатиот пат. Посветен човек на верата. Цел живот живеел со вера. И Бог му дал долг живот. И кога бил веќе 90 на години, тој се молел: Господи, не дозволувај да станам стар, грешен, зол човек. Не дозволувај да станам грешен, зол старец. Зашто знаел дека до последен момент телесните похоти војуваат против нас. Зато вели апостол Петар да војуваме. Ние сме пилигримите кои знаеме кај се движиме,
имаме менталитет на патници, а во исто време и сознаваме со што се бориме овдека на земјата. Треба да живееме соодветен живот. Вели, однесувајте се достојно меѓу незнабожците, па тие кога ве напаѓаат како злотворци, штом ќе ги видат вашите добри дела, да го прослават Бог. Зборот однесувајте се, веќе го видовме во првата глава, и кажавме дека тој збор го покрива целиот живот. Значи начин на живење, стил на живење, поведение. И како треба да се однесуваме? Во текстот што го прочита Борен пишуваше добро, а овдека пишува достојно. Сега, што е по-правилното? Зборот, оригиналниот збор е калос. Сте го чуле тој збор, значи добро. Меѓутоа, во древност се значил и привлечно, атрактивно. Значил поведение или нешто кое го интригира човек. Значи, однесувајте се така, што оние кои ве обвинуваат, кои ве прават злосторци, незнабожците, да бидат привлечени од вашиот живот. И што е овдека важното, интересното? Важното е дека луѓето во светот го гледат нашиот живот. И овдека зборчето штом ќе го видат, не е обичен збор, само овдека се употребува и уште на едно друго место во Новиот Завет. И значи не да видиш само нешто, туку значи да наблюдуваш, любопитно да наблюдуваш нешто. И тоа ни кажува дека луѓето во светот го наблюдуваат нашиот живот. Не така да го блиц да го погледнат, туку се загледуваат во нас. Привлечени се од нашиот живот. Тоа значи дека тие гледат како се однесуваме на работа. Гледат, слушат што збориме за луѓето. Дали ги оговараме, дали ги напаѓаме. Гледат дома како се однесуваме. Гледат како се справуваме со проблемите. Како реагираме на проблемите. Луѓето во светот сето тоа го наблюдуваат, вели апостол Петар. И што е важно тоа? И кога го наблюдуваат, на крајот да се стигне до прославувањето на Бог. Иако не сметаат за злосторници, на крајот да го прослават Бог. Сега, овдека вметнува нешто и вели, незнабожците вас ве сметаат за злотворци. И со тоа веднаш ја тргнува заблудата дека, гледајќи го животот на верниците, безбожниците веднаш ќе поверуваат и ќе го прослават Господ. Голема е веројатноста, заплашени од, чувствувајќи вина од нашето поведение, чувствувајќи се несигурни, можеби, да реагираат остро, да не нападнат, да не обвинат, да посакаат да не вратат назад. Во раната црква, во времето кога апостол Петар го пишува ова, раните христијани биле обвинувани за канибализам, зашто се собирале да взимаат Господна трпеза, каде што јаделе месо и пиеле крв, нели, телото и крвта на Исус Христос, ги обвинувале за канибализам, ги обвинувале за инцест, зашто се нарекувале брат и сестра, а живееле во брак. И веле, како може овие да се брат и сестра, да бидат маж и жена? Ги обвинувале за многу други работи. И веле апостол Петар, кога ве обвинуваат за такви работи, вие продолжите да живеете живот кој ќе го привлече нивното внимание. И на крајот, она што ќе се случи, да биде прославувањето на Господ. Зашто во крајна сметка тоа ќе резултира со прославување на Господ. И така, како пилигриме вели, живете со сознанието дека сте патници. Борете се до крајот со телесните похоти. Живејте примерен живот, за да гледаат луѓето во светот, и на крајот има еден важен ден, денот на посетата кој треба да се помни. Да го прослават Бог, безбожниците, во денот на посетата. Сега, кој е тој ден е важното.
Има некои кои сметаат дека апостол Петар говори за посета, Божја посета на безбожниците во моментот кога ќе поверуваат во Бог. Нели? Иницијалната посета на Бог е во моментот кога ќе поверуваме и ќе не исполни Светиот Дух и кога, нели, ќе бидеме спасени. И овдека апостол Петар зборува за тој ден на посетата. Меѓутоа, ние немаме сигурни аргументи дека апостол Петар им дава уверение на луѓето, на христијаните, до кои што пишува дека тие безбожници ќе поверуваат. Напротив, ако читаме понатаму од 4 глава, ќе видиме многу други стихови во кои што апостол Петар најавува суд на тие луѓе. Значи, зашто станува збор? Повеќето коментатори сметаат дека денот на посетата всушност е денот на судот. Тогаш по крајна мера сите, секој ќе биде посетен. Секој ќе биде во Божјото присуство. И како луѓето тогаш ќе го прослават? Безбожниците. Секако, оние луѓе кои ќе поверуваат, кои поверувале во тоа време како безбожници, тие го прославиле Бог кога поверувале и кога ќе застанат еден пред Него, пак ќе го прослават за спасението. Ние ќе го прославиме како спасени верници. А оние кои не веруваат и оние кои до крајот на животот ќе останат безбожници, па Словото не вели дека секој ќе застане. И тие ќе го прослават Бог. Со сите своји аргументи кои ги користеле во земниот живот за нивниот бунт против Бог, со сето непокорство ќе застанат и со јазиците со кои хулеле, на крајот пак ќе го прослават Бог. Има многу такви текстови. Филипјаните 2 глава 5 до 11 стих говори за тоа. Ка секој ќе застане пред Исус Христос, ќе се поклони пред Него и ќе исповеда дека тој е Господ, дека тој е Јахве. А пак ние, пилигримите, треба да го помниме тој ден. Ние одиме за тој ден. Ние одиме кон тој ден. Ние живееме за тој ден. Ние се движиме кон тој ден. И не смееме да го заборавиме. Зашто на тој ден ќе застанеме пред Него и на тој ден ние ќе дадеме отчет. Како ова средство, животот, сме го употребиле за таа конечна цел, животот со Господ. Тогаш или ќе доживееме пофалба, или ќе доживееме осуда. И затоа треба да живееме постојано со мислите за тој ден, надевајќи се дека ќе ги чуеме зборовите добро сторено, верен и добар слуго. Ако гледаме кон тој ден, ќе бидеме мотивирани да работиме на спасението и на оние кои одат по патот на осудата. И така на крајот, предупредувањето од тоа што беше кажано на почетокот. Многу е лесно во овој свет, собреме во кој живееме, да западнеме во себичноста, да живееме за себе, да живееме за блиските, да живееме за себичните цели, да живееме животот да го претвориме во трка по подобра кола, поголема куќа, нешто ново кој ќе го направи животот поинтересен и така од една играчка кон втора, кон трета, до крајот на животот. А Бог ќе го употребиме тогаш кога ќе ни притреба за остварување на тие земни цели, што си ги поставуваме. Само затоа ќе го користиме. Господи, дај ми нова кола, дај ми нова куќа, исцели ме, ми треба уште ова, уште она, помогни ми за училиште, помогни ми за работа. И така до крајот на животот, Господи, помогни ми само за овие себични земни цели. И го губиме од предвид патот дека се движиме кон една возвишена цел. Се препуштаме на еден живот кој и не се разликува многу од оној на безбожниците. Единствено разликата е начините, како стигнуваме до целите. Бог е највозвишеното нешто кој можеме да го имаме. И вистинската радост може да имаме во животот со Бог
И вистинската смисла ќе откриеме во движењето кон таа вистинска цел. Животот со Бог на небото, во вечноста. Се друго она што е на земјата е само сенка. Бог е суштината. Се на земјата е се капки. Бог е морето. На земјата имаме потоци, но изворот е Бог. Затоа Бог не повикува кон радикален начин на живот преку овој текст. Живот како гости, тугинци, како патници, пилигрими. Наместо да трчаме кон себичните земни цели, да се стрееме кон Бог и радоста која доаѓа од општеното со Него. И да не се залажуваме. Нема друг начин, нема друго средство кое ќе го исполни нашиот живот освен Бог и животот со Бог. Колку и да се трудиме да ја зачуваме душата, ќе ја загубиме, вели Господ Исус. Ако ја загубиме душата за Христос, тогаш ќе ја зачуваме. Ако го предадеме овој живот за постигање на целта, да бидеме во вечноста со Христос, тогаш ќе го зачуваме нашиот живот. И тој ќе биде вистински. Амин.